Во Моклиште денеска се одбележаа 78 години од големиот масакар што на 16 јуни 1943 година го изврши бугарскиот фашистички окупатор. Делегации од семејствата на убиените, од локалната самоуправа, Советот на општината, политички партии, Сдруженија на граѓани и Сојузот на борци положија цвеќе на споменикот. Сите им одадоа почит на загинатите, а пораката беше никогаш да не се повтори вакво крвопролевање. Масакар кој остана забележан како еден од најголемите злосторства што го извршија фашистите во текот на Втората светска војна во Република Македонија. Со длабок наклон, полн со почит, стоиме пред ова минато, пред историјата која е испишена, историјата поради која сме денес тука. Сите генерации по 43 година имаат за обврска да го чуваат општина Кавадац и Ваташа, ова место гордо и исправено. Имаат за обврска да ги следат стапките на сплотеноста на овие 12 младинци, кои своите последни воздишки, своите последни погледи, полни со гнев, но и гордост, ги насочија кон земјата на која ја дадоа храброст да продолжиме да се бориме. Бугарските фашисти на 16 јуни 43 ги стрелале Перо Видев, кој бил најмал со 15 години, Вано Гурев, Данко Давков, Илија Димов, Ристо Ѓондев, Блаже Ицев, Пане Мешков, Герасим Матаков, Ферчо Поп Ѓоргиев, Васо Хаџиорданов, Диме Чекоров и Пане Џунов. За крвавиот настан кој се случи пред 78 години подсети кустос историчар Натка Китева од Кавадаречкиот музеј галерија. Во раните утрински часови во Ваташа била извршена блокада на селото, при што биле уапсени 16 младинци и сите биле спроведени во селската меана на Васил Хаџиорданов. Таму сите биле безмилосно тепани од страна на заменик полицискиот началник Петко Опреков, поручникот Борис Костов и двајца бугарски агенти. Потоа се однесени во Моклиште каде се стрелани. Младинците покосени од рафалите на пушкометралезот и куршумите од пушките паѓале како покосено класје, еден до друг. Насекаден во воздухот се чувствувал силен мирис на барут. По претрпениот шок следел силен писок на девојчињата, од кои 3 ги изгубиле своите браќа. Војниците како по заповед ги извадиле бајонетите и да бидат сигурни дека успешно ја завршиле работата, започнале со нив да ги бодат телата на младинците, кои се уште покажувале знаци на живот. Во спомен на настанот, изградена е спомен костурница на стреланите 12 младинци од Ваташа, која е откриена на 11 октомври 1961 година.